Добар ден, почитувани, вие следите уште една нова телма амбуланта. За глаукомот велат дека е тивок крадец на видот. Зошто е тоа така? Обично се поврзува со покачениот очен притисок, кој што трајно го оштетува очниот нерв. Па дали глауком е исто што и покачен очен притисок? Бидејќи проблемот воопшто не е редок, денеска за него разговараме со професор доктор Весна Димовска-Јорданова, офталмолог. Се за глаукомот веднаш по рекламниот блок. Останете на телма. За борбата со глаукомот во денешната телма амбуланта разговараме со професор доктор Весна Димовска-Јорданова, офталмолог. Професорке, добре ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Добар ден, Марија, благодарам за поканата. Драго ми е секогаш кога сум тука. Професорке, што е тоа точно глауком и зашто го опишуваат како тивок убиец на видот, како притаен крадец на видот и слично? Па, повеќе пати нели во вашите емисии сме зборувале за глаукомот. Јас само пред да одговорам на прашањето ќе направам една мала дигресија да ги потсетиме гледачите дека од 10 до 16 март се одвиваше светската недела, односно се одбележуваше светската недела за глауком, баш заради тоа што глаукомот е навистина еден голем не само здравствен, туку и здравствено-социјален проблем. Зошто се нарекува тивок крадец на видот? Заради тоа што најчестата форма на глауком, тоа е тој така наречен примарен глауком со отворен нагол, се одвива скоро целосно асимптоматски, доколку притисокот не е екстремно покачен, па во тој случај може да постојат и главоболки или болки во окото, инаку најчесто се одвива со притисок кој што е зголемен, меѓутоа не е доволно за да предизвика некакво драматично нагло намалување на видот, нема црвенило на окото, нема никакви други клинички знаци кои што би упатиле на тоа дека е потребно особата која има проблем да се јави на преглед кај офталмолог. И затоа многу често, не најчесто, меѓутоа многу често се открива случајно при рутински офталмолошки преглед или ако доколку има потреба за промена на очила или евентуално најчесто пациентите сметаат дека имаат катаракта, перде, па заради тоа доаѓаат на преглед, а всушност кога ќе се погледне очното дно се забележува дека има сериозно оштетување на очниот нерв, односно на видниот нерв. Го споминавте покачениот очен притисок. Обично глаукомот се изедначува со покачен очен притисок. Дали е тоа исто? Не, апсолутно не е. Последните некаде 20 години е познато дека очниот притисок, односно или интраокуларниот притисок, не е причина за глаукомот. Тој се смета само за еден од ризичните фактори и тоа за единствен ризичен фактор на кој што може да се влие со различен вид на тераписки средства. Зошто е тоа така? Заради тоа што во офталмологијата се дефинирани и други, да ги наречем, клинички ентитети. Тоа е така наречен глауком со нормален или низок очен притисок. Инаку за потсетување нормалните вредности на очниот притисок се движат од 10 до 22 мм живен столб и кај лицата кои што боледуваат од така наречен глауком со нормален очен притисок или нормотензивен глауком, очниот притисок уште во време на поставување на дијагнозата не е повисок од 21 мм живен столб. Зошто настануваат вакви промени кај особи кои имаат нормален очен притисок? Заради тоа што се смета дека постои различна индивидуална осетливост на очниот нерв кај одредени луѓе. Значи чувствителен очниот нерв и на нормалните вредности на очниот притисок. Од друга страна, значи, меѓутоа, нормотензивниот глауком навистина представува глауком заради тоа што, односно се смета за поттип на примарниот глауком со отворен нагол, заради тоа што и кај овие лица се развиваат истите оштетувања, во смисол на оштетување на нервот, намалување на видот, промени во видното поле, како и кај примарниот глауком, односно така наречениот глауком со покачен очен притисок. Од друга страна, постои и така наречена очна хипертензија или окуларна хипертензија, која генерално не се лекува доколку не се смета дека може набрзо да премине во примерен глауком со отворен нагол. Која е разликата? Кај очната хипертензија постои само зголемен очен притисок, при тоа има нормален вид, нема промени на очниот нерв и нема промени во видното поле. Но со текот на времето дали зголемениот очен притисок сепак може да доведе до некакви проблеми со очниот нерв? Може во тек на 5 годишен период, некои студии утврдиле дека во тек на 5 годишен период кај околу 10
40% од овие особи болеста се конвертира, значи преминува во примерен глауком со отворен агол. И сега денес прилично се мислам, во минатите години, кога уште не беше доволно дефиниран глаукомот со нормален очен притисок, мислам дека постоеше поголем број од оно што ние го диагностициравме, заради тоа што не беше добро дефинирана клиничката слика и едноставно тоа не беше добро дефиниран клинички ентитет. Дефиниран е како таков дури некаде во светски рамки, зборам околу на крајот на 19 век. Меѓутоа, денес се повеќе сретнуваме пациенти со нормотензивен глауком, заради тоа што знаеме за болеста, мислиме на неа и кај особи кои што имаме нормален очен притисок, а има други клинички знаци, го бараме, условно кажано, овој вид на глауком, кој што се карактеризира со една сепак поспецифична клиничка слика. Заради тоа секогаш треба да се мисли и на оваа форма на глауком, заради тоа што можеме на кратко еден епидемиолошки податок дека кај белата и кај афричката популација овој глауком се движи, присуството на овој глауком се движи некаде во рамки од 20 до 40% од вкупниот број на лица кои имаат примерен глауком со отворен агол. Додека кај азиската популација таа преваленција е уште повисока, тука некаде од вкупниот број на глаукоми се движи некаде од 40 до 90%. Значи воопшто не е така редок како што се мислеше порано. А кој тип на глауком е најчест? Најчест е примерниот глауком со отворен агол. Тоа е најчеста клиничка форма на глауком. Инаку на кратко само за да знаат гледачите за што зборуваме, во генерален смисол глаукомот го класифицираме врз основа на тоа каков е така наречениот очен агол. Очниот агол се испитува со методата која се нарекува гониоскопија, која што е метода без која не може да се дефинира типот на глаукомот. Зошто е тоа важно? Заради тоа што врз основа на наодот на гониоскопијата разликуваме примерен глауком со отворен и затворен агол, а тоа е многу важно заради тоа што дефинирањето на типот на глаукомот ни го дефинира понатаму и терапискиот пристап. Значи на кој начин ќе ги лекуваме овие пациенти. Вела дека 50% од оние што лица што имаат глауком не се свесни за проблемот. Зошто е тоа така? Немаат симптоми, асимптоматски се или пак ги игнорираат благите симптоми на болеста? Да, точно е, постои кај глаукомот едно правило кое ние го нарекуваме половина-половина, заради тоа што диагностицирани се половината од вкупниот број на лица кои имаат глауком. Инаку некоја симулација покажува дека некаде до 2040 година околу 22 милиони луѓе ќе бидат слепи на двете очи заради глауком. И токму заради тоа е битен факт ова што го зборуваме дека голем број од лицата се недиагностицирани. Тоа е така баш заради тоа што зборувавме, заради тоа што најчесто се одвива асимптоматски, се одвива во тек на подолг временски период, при тоа доаѓа до намалувањето на видот се одвива бавно, меѓутоа многу долго останува сочуван централниот вид. Тоа значи дека кај овие особи доаѓа до губиток и намалување на периферниот вид и меѓутоа ретко кои како гледаат, како во тунел, гледаат како низ тунел, како низ цевка гледаат. Меѓутоа тоа е веќе во многу напреднатите фази на застојбата, инаку во почетокот никој не проверува, мислам, дали гледа добро, дали гледа подеднакво со едното и со другото око, да го затвори едното па другото око, да провери дали гледа подеднакво со двете очи. А доскоро и во рамки на систематските прегледи не се проверуваше очниот притисок. Мислам дека тоа повеќе не е случај, барем кај одредени пакети кога што јас знам, заради тоа што имаме имаме еден добар дел од пациентите кои што доаѓаат да го проверат очниот притисок и да направат дополнителни испитувања за глауком, баш заради тоа што на систематски преглед им се измерени зголемени вредности на очниот притисок. Дали сме сите подеднакво предиспонирани на глауком, ќе видиме од следниот телоп кои се главните ризик фактори поврзани со појавата на глаукомот. Еве ние што издвоивме, тоа се возраст над 40 години, членови на семејството со глауком, покачен очен притисок, далековидост и кратковидост, повреда на окото, долга употреба на кортикостероиди, како локално, така и системски, тенка рожница во централниот дел на окото, дијабетес, покачен крвен притисок, лоша циркулација, мигрена.
Професорке, навистина има многу ризик фактори. Ќе започнеме со возраста. На која возраст обично се јавува глауком? Дали овој проблем може да се забележи дури и кај децата? Да, возраста се смета како ризичен фактор за примарниот глауком со отворен агол, а инаку глаукомот, да, за жал се јавува и во детска возраст, дури во рана детска возраст, може да се појави уште во време на раѓање на новороденчето и тогаш зборуваме за така наречен конгенитален глауком. Ако се појави после третата година од животот, зборуваме за инфантилен глауком, а понатаму разликуваме исто така кај помлади особи јувенилен глауком. И сите тие се одредени форми на глауком, односно тоа се најчесто глаукоми кои што имаат отворен иридокорнелен агол. И сега, одно што го напоменавте во однос на останатите ризични фактори, да се вратам на зголемениот точен притисок, веќе кажавме дека е ризичен фактор на кој што може да се влијае со тераписки средства. Во однос на така наречените рефракциони аномалии, односно далековидост и кратковидост, нивното влијание се должи на градбата на окото и механизмот на настанување на глауком е различен кај едната и кај другата. Значи, кратковидоста миопија и далековидоста хиперметропија на различен начин влијаат на појавата на глауком. Може би е поважно за гледачите да спомнеме заради тоа што особите кои што се далековиди хиперметропи се повеќе склони кон развивање на онаа, не можам да кажам посериозна, заради тоа што секој глауком е сериозен. Меѓутоа, глаукомот со затворен иридокорнелен агол, кон кој што се склони овие лица, има многу подраматична клиничка слика. Едноставно, болеста се одвива, настанува акутно, нагло, со нагло зголемување на очниот притисок, со појава на силна болка, нагони на повраќање. И тоа е она што пациентот веднаш го алармира да се јави на офталмолог. И тука е многу важна, не само дијагнозата е релативно лесна за оние кои што ја познаваат болеста, меѓутоа последиците многу побрзо настануваат заради тоа што доколку не се регулира брзо очниот притисок на различен начин, многу ретко тоа го правиме, не ние да го правиме, туку многу ретко тоа се успева само со конзервативна терапија, вообичаено е потребна или лазерска интервенција во најмала рака или хируршки третман. Меѓутоа, доколку тоа не се направи брзо, многу побрзо настанува оштетувањето на нервот, отколку кај примарниот глауком со отворен иридокорнелен агол. Дали е проблем само кој е голем диоптерот или не? Не. И дали оние што имаат мирен диоптер, болеста не би се развила? Па, нема, мислам дека диоптерот како и диоптер сам по себе, тука нема одредено влијание. Значи, кратковидоста е состојба каде што имаме различни степени во зависност од големината на диоптријат. А кај далековидоста, самата градба на окото е предиспонирачки фактор заради тоа што кај далековидите особи има помало око, сите структури се помали, поплитка е она што и ние викаме предната очна комора и потесене така наречениот иридокорнелен, односно очниот агол. И кај тие особи, доколку не се направи претходно гониоскопија, ако има потреба од преглед на широка зеница, а многу често има, меѓутоа ако претходно не се направи ова испитување, се расшири зеницата, особено со мидријацици кои што имаат долго дејство, може да се предизвика всушност настанување на епизода на акутен глауком и да настане покачување на очниот притисок и тогаш клиничка манифестација на глаукомот. А дали ова значи дека глаукомот може да биде наследен, еве доколку во семејството се јавува проблемот со далековидоста? Може ли да биде наследен или пак се јавува кај некои други членови од семејството се јави глауком? Кај глаукомот генерално се идентификувани одредени гени за кои што се смета дека за кои се смета дека се поврзани со наследната компонента на глаукомот. Така да тоа денес исто така наследството се смета за еден од ризичните фактори и ние тие особи кои што во семејството имаат имам пациенти каде што во 3 генерации од семејството постои глауком. Меѓутоа тоа не значи дека сите членови на тоа семејство ќе имаат глауком. Тие лица кај кои што нема развој на глауком, ние ги класифицираме како лица кои што се суспектни, значи кај кои постои зголемен ризик за развој на глауком и тие треба да прават редовни офталмолошки прегледи со исто така со пропратните испитувања кои се неопходни еднаш во текот на годината.
повредата на окото ни е следниот ризик фактор што го издвоивме. Какви се повреди на окото може да доведат до глауком? Дали само физичка повреда или пак може би повреда од УВ зраците би довела до развој на болест? Значи, кога зборуваме за глаукомот како глауком кој настанува како резултат на повреда, овие глаукоми припаѓаат во групата на така наречени секундарни глаукоми. Истото се однесува и на глаукомот кој настанува како резултат на примена на кортикостероиди. Тоа се глаукоми кои што се должат на последица на нешто. На последица. Значи, тие секундарни глаукоми настануваат како последица или компликација било на одредено заболување на друга структура на окото, која што доведува до глауком, или во рамките на некое друго системско заболување од кое што пациентите боледуваат. Да кажеме, пациенти кои што имаат автоимуни болести, примаат повисоки дози на кортикостероидна терапија и кај нив се развива со тек на време и секундарна катаракта и исто така секундарен глауком. Постојат и други форми на секундарни глаукоми, меѓутоа овие се сепак најчести, иако би го споменала тука така наречениот неоваскуларен глауком, кој што е една многу тешка форма на глауком, заради тоа што најчесто настанува како компликација на тешка форма на диабетична ретинопатија, така наречена пролиферативна диабетична ретинопатија, или како компликација на венските оклузии, на ретиналните венски оклузии, каде што исто така често може да дојде до развој на оваа форма на глауком, заради тоа што и кај двете состојби доаѓа до составање на нови крвни садови, односно така наречената патолошка васкуларизација или неоваскуларизација. Професорке, а кај лицата кај кои што е направена операција на катаракта, постои зголемен ризик за појава на глауком? Како дел од повредата на окото? Кај лицата кај кои што постои претходно направен оперативен зафат на катаракта, глаукомот може да настане како последица на одредени компликации кои што настанале во интраоперативно, значи во тек на самата операција на катаракта. Директно, во минатото, кога се уште во минатото, зборам за одамна минато, кога се уште се оперираше класичниот тип на операција на катаракта, па подосна во почетокот и екстракапсулатната екстракција на катаракта, кај овие пациенти се правеше во тек на оперативниот зафат на мала интервенција, каде што се отстрануваше дел од шареницата, за да на некој начин се овозможи подобар проток на очната, односно лесното истекување на очната водичка и на тој начин сепак да се превенира развој, односно појава на глауком. Инаку, овие секундарни глаукоми, кои што се појавуваат интраоперативно како компликација во тек на оперативниот зафат, се глаукоми кои што се исто така секундарни и се доста сериозни за легување. Ги спомнавте кортикостероидите. Многу од нас користат кортикостероидна терапија, понекогаш локално, како крем, во форма на апчиња, како спреови во носот, инхалација, но има и капки за очи, кои што содржат кортикостероиди, за алергиските симптоми. Колкав ризик е ако директно во окото капнуваме често кортикостероид да развиеме глауком? Кортикостероидната терапија во офталмологијата, зборуваме за сега прво и за локалната кортикостероидна терапија, значи во форма на капки, е терапија која што на одреден начин е незаменлива заради тоа што се применува во многу случаи за лекување на воспаленија, за превенција на воспаленија после одредени интервенции, каде што, например, ласерските интервенции и кортикостероидите се едноставно дел од вообичаената палета на офталмолошката терапија. Меѓутоа, од друга страна, кортикостероидите имаат едно од тие несакани дејства да го зголемуваат очниот притисок, меѓутоа, тоа зголемување на очниот притисок не се јавува кај сите пациенти. Сепак треба да се биде внимателен со употребата на кортикостероиди кај особи кај кои што може да се на некој начин да се процени дека може да дојде до покачување на очниот притисок. Инаку во однос на тоа дали локалната терапија со кортикостероиди, например креми, употребата на креми може да доведе до
појава на глауком. Тоа е доста ретко, меѓутоа сепак и од особи кои што имаат ризични фактори и кои имаат одредена предиспозиција, може да се случи такво нешто, иако тоа се сепак доста ретки и изолирани случаи. Меѓутоа генерално што значи долготрајна употреба? Долготрајна, па е ова што го кажав, пациенти кои што примаат системска кортикостероидна терапија заради основната болест, тука може да се јави кортикостероиден глауком. Кај пациенти кои што примаат поради други причини исто така со години кортикостероиди, исто така може да дојде до појава Ако се јавуваат летни респираторни алергии, доколку овој период од годината се употребуваат кортикостероидите, ризик сериозен се за глауком? Не се сериозен ризик. Не треба да криваме паника. Тоа се состојби кои што се временски ограничени и тука понекогаш кортикостероидите го решаваат проблемот, така да не можеме да кажеме дека се тие нивната употреба дека е ризик за развивање на глауком. Дали глаукомот се лекува или е неизлечива болест? Прашањето е многу интересно, заради тоа што пациентите често не го поставуваат. Јас малце поинаку би го одговорила. Глаукомот представува пред се хронична болест. Тоа е состојба која што за денес е познато дека представува невродегенеративно заболување, кај кое што исто така има учество и инфламацијата. И како и сите хронични болести, потребно е терапијата да се прима до крај на животот, доколку навистина станува збор за глауком. Меѓутоа, кај пациенти кои што се проценило и имало индикација за оперативен зафат и кои што се оперирани од глауком, тие на окото кој што е оперирано, повеќе не би требало, ако е операцијата ако течела добро, иако е ефектот на во однос на интраокуларниот притисок, ама не само на притисокот, туку и во однос на параметрите кои ги испитуваме, како што е тоа видното поле и оптичката кохерентна томографија, доколку покажуваат дека навистина нема понатаму влошување на состојбата, тие пациенти не би требало да примаат понатаму терапија со капки заради глаукомот. Меѓутоа, кај пациентите кои што има голем број на пациенти кои што едноставно, она што ние го сметаме за успех кај глаукомот е да ја одржиме состојбата во која што е проценета во време на поставување на дијагнозата. Значи, тоа на што јас секогаш инсистирам кај пациентите е да разберат за што станува збор, дека глаукомот е секогаш најчесто е болест на двете очи. Што значи тоа? Дека во одреден период може прво да започне на едното око, а подоцна да се манифестира, да се развие и на другото око. Или во почетокот, во време на поставување на дијагнозата, на двете очи има глауком, меѓутоа едното око е во понапредната фаза во однос на другото око. Значи не постои болно и здраво око, заради тоа што и здравото око исто така има глауком. И тоа треба да се разбере и голем дел од пациентите го прифаќаат тоа. Има многу пациенти кои што долго години живеат со хронична терапија, кои што имаат стабилна една состојба. Значи, една од хроничните болести со која што може да се живее, доколку при тоа има неколку услови, доколку терапијата се спроведува така како што ординирал офталмологот, доколку се прават редовни офталмолошки прегледи, се следи состојбата и доколку сепак има одреден начин на живот. Оно што е денес можеби најново би рекла во конзервативната терапија на глауком е тоа дека прво има лекови, тоа се првата, сега зборуваме за примерен глауком со отворен агол, затоа што е најчестата форма на глауком, а ова се однесува и на глаукомот со нормален очен притисок. Има лекови кои што се дозираат, односно пациентите ги аплицираат еднаш на ден на 24 часа, тоа се така наречени простагландински аналози, кои што најмногу го намалуваат очниот притисок и оно што исто така многу важно, успеваат, нивниот ефект е во намалување на 24 часовните, ние ги нарекуваме флуктуации, за пациентите да им биде појасно, тоа се варијации во очниот притисок. Заради тоа што се смета дека многу често оно што не можеме да го објасниме, например кај глаукомот се однесува со нормален очен притисок, зошто еве и кај пациенти кои имаат кога доаѓаат на контроли, имаат регулиран очен притисок, а болеста и понатаму напредува. Заради тоа што се смета дека тие варијации во очниот притисок се случуваат и во време кога пациентот не
не доаѓа на контрола. Значи надвор од оние посети кај офталмологот или во тек на тие 24 часа, меѓутоа најчесто во тек на ноќниот период, во периодот на спиење. И заради тоа се толку важни тие контроли кај пациенти кај кои имаме проблем со регулација на притисокот, правиме така наречена крива на мерење на очниот притисок, значи се мери притисокот во тек на тој дневен период за да видиме како се движат тие варијации на притисокот. И она што да се вратам сега на она што ми беше поентата, дека навистина можно е одржување на состојбата и одржување на одреден квалитет на живот и комфорт на животот, што е секако навистина многу важно. Значи со оваа терапија може да се спречи понатамошното пропаѓање на очниот нерв. Да, значи но не може да се врати она што е веќе оштетено. Да. Не може да се репарира, да се регенерира. Дека треба да се свати дека целта на терапијата е прво да го регулираме очниот притисок. Дури кај глаукомот со нормален очен притисок се даваат лекови за намалување на очниот притисок, заради тоа што кај тие лица треба да биде очниот притисок уште понизок од нормалните вредности. Постојат неколку групи на лекови, доколку вообичаено започнуваме со еден вид на лек, доколку со така наречена монотерапија, доколку не сме задоволни од тоа како се одвива болеста, се додава, може да се додаде уште една група, се додава, меѓутоа ако и тоа тука нема ефект, тогаш не се оди на трета група на лекови, може да објаснам и зошто тогаш се оди кон друг вид на лекување. Ако е глауком со отворен агол, тогаш треба да се размисли за лазерски третман, така наречена лазерска трабекулопластика, а инаку третманот е неинвазивен, 5 минути трае, се изведува во амбулантски услови, не влие никако на видот, а доколку такво нешто не е можно, тогаш или се процени дека тоа е недоволно, тогаш се оди на хируршки третман. Ке ги поканиме и гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта. Почитувани, од овој момент емисијата е контактна. Добре дојдени се вашите јавувања и вашите прашања на тема глауком. Пред да преминеме на лазерските третмани, другите начини на терапија, би се задржал уште малку на капките кои што се употребуваат за нормализирање на очниот притисок во борбата против глаукомот. Понекогаш пациентите се жалат дека им се непријатни и дека не може да издржат терапијата. Зошто тоа се случува? Да, тоа е нешто што е сега многу актуелно во последните години. Кај најголем дел од капките воопшто, кај околу 70% во сите капки, заpravo за стабилност на лекот, неопходен е конзерванса. А кај околу 70% од сите капки, тој конзерванс е така наречен бензалкониум хлорид или скратено БАК, за да може побрзо да зборуваме. Тоа е конзерванс кој што има агресивни својства, во смисол детергентни својства и при долготрajна употреба предизвикува и одредени несакани дејства. Велат дека ги пржање чувствуваат во окото, како да им гори. Така. Значи и пациентите кои имаат глауком, особено заради тоа што терапијата е хронична, пациенти кои што ставаат два вида на капки за глауком, подолго време примаат терапија, се жалат на едно чувство на непријатност, на жарење, печење на окото, црвенило, чувство на гребење под горниот капак и тоа се должи на влијанието на конзервансот кој што може да предизвика вакви промени и сите овие клинички знаци и симптоми покрај ова и други некои ние ги нарекуваме така наречено болест на очната површина, значи на надворешната површина на окото. При тоа овде сето ова што се случува и што пациентите го чувствуваат се должи на ефектите кои што се комбинација на алергија и комбинација на воспаление од типот на инфламација. Меѓутоа, тоа не е воспаление кое што е видливо со голо око, туку зборуваме за инфламација на хистолошко ниво. Зошто е тоа важно? Заради тоа што кај еден дел од овие пациенти кои што долго време биле на медикаментозна терапија, а потоа мора да бидат подложени на хируршка интервенција, дури може да биде компрометиран исходот на оперативниот зафат баш заради таа инфламација. Затоа што има зголемено крварење од конјуктивата и не само тоа, може да дојде во постоперативниот период, може многу брзо да дојде до создавање на така наречено сврзно ткиво, односно настанување на лузни, на цикатрикси кои што ќе го затворат направениот нов отвор за елиминација на очната водичка и на тој начин ќе го компрометираат успехот на операцијата.
терапијата. Поради сето ова е нешто што е многу актуелно последните 10 години во Европа. Меѓутоа, во Македонија, за жал, се уште немаме капки, не само капки за глауком, туку и капки за други болести, во кои што има други конзерванси, значи алтернативни конзерванси како замена за бензалкониум хлорид. Инаку тоа го има во дел од земјите од регионот и дури се препорачува кај пациенти кај кои што се планира оперативен зафат за глауком, а еве како кај нас немаме лекови без конзерванс, тие пациенти 10 дена до 2 недели пред операција да бидат кај нив да биде аплицирана локална во форма на капки кортикостероидна терапија за да се ублажат, односно да се намалат тие ефекти, односно проблемите кои што постојат и кои што може понатаму да го компрометираат успехот на оперативниот зафат. Професор, ке лицата што имат глаукоми кои што ги користат овие капки, по извесен период исто така се жалат дека развиле сувост на окото. Да, тоа исто така се должи на конзервансот, да. А што да се преземе во ситуација кога ќе има веќе сувост на окото, а е неопходна терапијата со капки? Па со оглед на тоа дека ние немаме препарати без конзерванси, на пациентите им препорачуваме заедно со терапијата која што ја примаат, да примаат и вештачки солзи, за да на тој начин се намали сувоста на окото. Кои пациенти се кандидати за лазерска терапија и зошто лицата со глауком се плашат од овој зафат? Немаат никаква причина за плашење, заради тоа што се покажа низ годините наназад дека лазерската терапија дека лазерската терапија е еден навистина успешен начин за регулирање на очниот притисок, се изведува и кај двете форми на глауком, и кај глаукомот со отворен и кај глаукомот со затворен агол. Се разбира дека начинот на изведување е различен, меѓутоа оно што е заедничко за двете постапки е тоа дека се изведува за да се регулира очниот притисок, кај пациентите со отворен агол за да се олесни протокот на очната водичка и незиното истекување, а кај пациентите со затворен агол се прави понекогаш за да можеме комплетно да го решиме проблемот, па да се одложи оперативниот зафат доколку тогаш правиме отвор во самата шареница и постапката се нарекува најчесто со така наречен јаг-лазер, постапката се нарекува иридотомија и многу често ја правиме и превентивно заради тоа што повторно ќе се навратам на тоа дека кај сите нас градбата на двете очи е многу слична и кај пациенти кои што веќе имаат таква градба на окото и имале можеби епизода на акутен глауком на едното око, ја правиме превентивно на другото око исто така за да не се дојде во таква ситуација. Инаку кај пациентите со отворен агол може дури овој вид на метода да се применува како прва опција на третман. Тоа особено се практикува на запад. Кај нас пациентите малку се воздржани во однос на тој вид на третман како прва линија на третман. Меѓутоа ја правиме кога има потреба, да кажеме кај пациент кај кој што со две групи на лекови не сме задоволни од регулацијата на притисокот и наместо да се додава трета група или ако пациентот не е од одредена причина не е расположен за оперативен зафат, се прави лазер трабекулопластика. Најновата метода е така речена селективна лазер трабекулопластика, која што се смета дека за сега е најдобра заради тоа што за разлика од другата метода може да се повторува после одреден период. Само уште ова еден од главниот недостаток на лазерската трабекулопластика е тоа што сепак има релативно ограничен временски период на ефикасност. Во просек се смета дека некаде 3 до 5 години е периодот во кој што се одржува веќе постигнатото намалување на очниот притисок. А дали помагаат инекциите со плазма за подобрување на функцијата на нервот? Не. Не. Директно во окото да се аплицира? Не, тоа не се практикува. Не се практикува, добро. А кога станува збор за оперативните запати, дали пак тие може да доведат до проблем при решавањето на катаракта, на глаукомот, извинувам? Значи, во Македонија рутински се прави, најчесто се прави така наречена метода на трабекулектомија, со која што се да хируршки зафат, со кој што се прави нов начин на комуникација, односно нов начин на елиминација на очната водичка. Со оглед на тоа дека баш токму заради ова што го зборувавме. Дали самата операција потом може да представува ризик фактор и за потенцирање на глаукомот? Не. Значи, како повреда на око или операција? Да, меѓутоа не. Ако е таа технички добро направена,
не представува сама по себе ризичен фактор. Едноставно може да после одреден временски период да дојде до, би рекла, до затварање на самата фистула и на тој начин, значи, да операцијата повеќе да не го одржува очниот притисок и тогаш може да се направи нова операција или може да се вгради некој од имплантите. Денес во однос на хирургијата на глауком доминира така наречената микс хирургија, односно се смета, тоа е кратенка за микроинцизиона хирургија на глауком, каде што се вградуваат одредени импланти во иридокорнеалниот агол, меѓутоа во Македонија тие освен еден се уште не се регистрирани и малку мислам дека ќе почекаме во тој смисол. Меѓутоа, она што е типично и воопшто за офталмологијата е дека е многу динамична дисциплина, каде што технологијата многу брзо напредува и постојано имаме иновативност тука, да, и развој на, односно иновација во смисол на појава на нови импланти кои што би требало да имаат подобри карактеристики во однос на претходните. Од што ќе зависи каква ќе биде прогнозата на болеста, односно со какво темпо таа ќе прогресира? Тоа е можеби најтешкото прашање кога го поставуваат пациентите. Најчесто тоа не можам да го изразам во проценти. Меѓутоа, прво многу е битен пристапот на самата особа кон болест. Од искуство би препорачала да се има позитивен пристап, како и за многу работи во животот, заради тоа што голем дел од луѓето кога се поставува дијагноза за глауком, сигурно длабоко разочарани. Да, некои од нив се длабоко разочарани, а еден дел има и такви, мислам дека не сосема сериозно не ја сваќаат состојбата таква каква што е. Прогнозата зависи од повеќе фактори. Зависи прво од тоа во време на поставување на дијагнозата каква е состојбата, значи колку е висок очниот притисок. Зависи од тоа каква е формата на глаукомот, колку е висок очниот притисок. Во време на поставување на дијагноза колкаво е оштетувањето на нервот, каква е видната острина, дали е потребна, дали може притисокот да се регулира само со еден вид на лекови, со монотерапија, со двојна терапија или треба да се прави оперативен зафат. Значи тоа се повеќе фактори кои што влијаат на прогнозата и на еволуцијата на болест. За жал има и тоа мора да се напомене, за да не би сакала да им создавам сепак лажен впечаток на гледачите, значи има и лица каде што покрај сите напори, покрај регулацијата на притисокот, било да е тоа медикаментозно, било да е тоа хируршки, постепено сепак напредува состојбата. Меѓутоа, кај многу голем дел од пациентите, доколку сите овие фактори се земаат во предвид, доколку се навистина сериозно се пристапува кон болеста и кон и од страна на офталмологот и од страна на пациентот, многу е важна таа взаемна соработка, навистина болеста може да биде ставена под контрола и да има еден стабилен тек. Оно што е многу важно исто така да го знаат гледачите, скоро имав пациент, мислам, каде што дојде на преглед случајно и во разговор си ставал редовно терапија, меѓутоа кога прашав за последното видно поле ми рече дека многу одамна немал направено видно поле. Значи многу е важно да се размислува за болеста, доколку се забележи дека се влошува состојбата во смисол на влошување на видното поле, влошување на оптичката кохерентна томографија. Тука има сепак многу финеси кои што ние не можеме да им ги објасниме на гледачите. Тоа многу е битно навреме да се модифицира терапијата или да се замени лекот или да се пристапи кон нова форма на лекување. Значи глаукомата е една состојба која што бара голем ангажман и од офталмологот и многу размислување во однос на тоа што понатаму кај пациентот треба да се направи, заради тоа што пристапот треба, ние имаме ставови, имаме протоколи, меѓутоа ние сите не сме исти и пациентите не се исти и затоа треба за секој пациент да постои еден индивидуализиран пристап. И повторно да кажам, секој притисок не е глауком, значи потребно е да биде на почетокот да биде направено целосно испитување на пациентот. Па дури понекогаш и кога не можеме да бидеме апсолутно сигурни дали е тоа навистина глауком или не, тогаш треба почесто да се следи пациентот, да се повторуваат некои работи, да се следи доколку нема влошување на состојбата, а не при тоа само за основа на зголемените вредности на притисокот да се дава терапија или да се поставува дијагноза дека станува збор за глауком. Да, ова е всушност многу важно што го потенциравте во денешната емисија. Доколку се изгуби видот поради глауком, дали е тоа трајно слепила?
Да, за жал трајно е, слепилото е трајно. Најдов податок дека околу 80 милиони луѓе ширум светот имаат глауком, од кои околу 45 милиони го имаат загубено видот. Тоа е навистина огромна бројка. 45 милиони, може би на едно толку е вкупната бројка толкава. Инаку податоците се, да, 80 милиони, до 2040 се предвидува 111 милиони. Податокот од 2010 година дека скоро 8,5 милиони луѓе се слепи заради глауком на двете очи, а до 2040 дека тоа слепило ќе се издигне на, ќе порасне на 22 милиони луѓе кои што ќе бидат слепи на двете очи. И она што е важно, особено треба да се мисли на глаукомот и треба навистина да се работи со овие пациенти. Кај лицата кои што се предиспонирани да развијат глауком, има ли некои мерки на превенција кои што може да ја спречат болеста? Во смисол на спречување не, меѓутоа кај глаукомот не можеме да зборуваме за класична превенција во смисол да го спречиме развојот на заболувањето. Заради тоа што болеста смета за мултифакторска, има бројни ризични фактори. Оно што вие го напоменавте кога ги набројувавте ризичните фактори, особено тие 3 последни ризични фактори за мигрена, за васкуларно нарушување, вазоспазам, тоа се типични ризични фактори плюс и женски пол. Покачен крвен притисок. Да, овие конкретно кај нормотензивниот глауком. Ние не можеме да ја спречиме болеста, односно да направиме вистинска превенција, таа да не се развие. Она што можеме да го направиме е да ја откриеме рано. Доколку се познаваат ризичните фактори, доколку има редовни периодични офталмолошки прегледи, кај лицата кои што се со зголемен ризик за развој на глауком поради семејно наследство, исто така редовни периодични, и тука можеме навреме да ја откриеме болеста и навреме да се започне третманот. Тоа е најважното што можеме да го направиме кај пациентите со глауком. Треба ли да внимаваме да не практикуваме активности што премногу го заморуваат окото? Например, премногу да гледаме телевизија или премногу да гледаме во мобилниот телефон? Ќе помогнат ли очилата за сонце кога сме излезени надвор, за да се заштитиме од UV зраците и слично? Тоа се мерки до кои ние треба да се придржуваме не толку заради глаукомот, заради тоа што тоа не се ризични фактори за глауком, меѓутоа сите овие денес модерни алатки кои што ние ги користиме во тек на скоро, да не речам 24 часа, меѓутоа во тек на поголем дел од тие 24 часа, сето тоа придонесува за развој на зголемена сувост на окото, заради тоа што кога гледаме во мобилен телефон, во компјутер и нешто работиме, никој од нас не забораваме да трепкаме, така да сите тие алатки влијаат на дополнително зголемена сувост и на здравјето на окото. А колку често треба да правиме офталмолошки прегледи, редовни офталмолошки прегледи за навремено да се диагностицира оваа болест? Кај особи кои имаат одредени ризични фактори, би требало да се прави еднаш на 6 месеци, значи да се прават периодични прегледи. Кај лицата кои што имаат зголемен ризик за развој, доколку на првиот таков периодичен преглед не се утврдиле никакви отстапувања, доволно е и еднаш годишно. После 40-та година треба да се практикуваат почести офталмолошки прегледи? Да, после 40-та година, да, меѓутоа во рамки на прегледите кои што ги правиме, на офталмолошките прегледи кои ги правиме за очила, после 40-та година, односно 45-та нели настанува, доаѓа до така наречена презбиопија, кога имаме потреба од носење на очила за читање, ние во рамки на тие прегледи, покрај тоа што ќе помогнеме со давање на соодветни диоптриски стакла за решавање на презбиопијата, во рамки на тој преглед правиме задолжително мерење на очниот притисок и би требало да се направи исто така и преглед на очното дно. Значи кај тие особи, би требало да се следи контролата на диоптријата, би требало да се следи 2 пати во тек на годината. А колку време трае прегледот за да се измери очниот притисок? Многу кратко, многу кратко. Особено денес со методите кои што се употребуваат како рутински методи, ако зборуваме така како што би требало
требало според протокол, златен стандард за мерење на очниот притисок е така наречена алпанациона или Голдманова тонометрија, која се изведува со ставање на апаратот на самиот биомикроскоп, значи на апаратот кој што ни основа за преглед на сите офталмолошки заболувања. Тука трае малце подолго заради тоа што претходно се ставаат во окото соодветни капки, како што е тоа анестетик и една боја која што ни помага да ги прочитаме вредностите. Апаратот се допира за окото? Скоро, да, се допира до окото, се допира скоро до рожницата и на тој начин се мери очниот притисок и тоа се уште се смета за најточен начин на мерење на притисокот. Меѓутоа, со оглед на динамиката во која живееме и глобалниот тренд кој што е таков, има побрзи, би рекла, методи за мерење на очниот притисок. Тоа се тие две, едната е таа воздушна тонометрија, каде што со млазот воздух практично го мериме очниот притисок, и втората е со, веројатно и го виделе тоа голем дел од гледачите, со еден мал апарат кој што има форма една како на пиштолче и со одредена сонда се мери очниот притисок и тоа трае многу кратко. Меѓутоа, овие методи, за разлика од Голдмановата тонометрија, имаат еден недостаток што покажуваат сепак повисоки вредности на очниот притисок и тоа треба да се има во предвид. Исто така, кога да се вратам уште еднаш на ризичните фактори, кога ја споменавте централната корнеална дебелина, многу е важно да се знае дека таа е централна дебелина на рожницата. Така? Да, многу е важно да се знае дека нејзините вредности имаат влијание врз висината на притисокот. Може лажно позитивен да се јави. Во смисол може да не заведат. Очен притисок? И во едниот и во другиот правец. Кај особи кои имаат подебела рожница во централниот дел, заради дебелината на рожницата се мерат повисоки вредности на очниот притисок. При тоа, значи може кај тие особи да поставиме диагноза дека станува збор за глаукома, всушност само заради дебелината на рожницата е таков притисокот. И од друга страна да се превиди глауком кај особи кои што имаат потенка рожница, а во тек на развојот на глаукомот и влошувањето на состојбата на глаукомот, зборуваме сега за диагностицирани глаукоми, тука и се истенчува централната дебелина на рожницата. Меѓутоа, кај особи кои што се подложиле на лазерски операции за корекција на диоптријата, исто така постои потенка рожница. Ама ако измериме потенка рожница кај тие особи, не можеме да бидеме сигурни дека тоа се должи само на претходната интервенција. Би сакала да кажам дека треба и кај нив да се обрне внимание. Може да биде последици на глауком. Бидејќи можеби имаат глауком. А постои совпаѓање и на едната и на другата состојба. Може болест да прогресира многу брзо да се изгуби видот. Некој да не е свесен дека има глауком, не се јавил на лекар, едноставно со голема брзина да почне да го губи видот. Па може да биде тоа да оди побрзо, меѓутоа сепак генерално кај примарниот глауком со отворен агол тоа не се случува преку ноќ. И заради тоа често пати им кажуваме на пациентите кога доаѓаат на преглед и кога ќе се забележи евидентно дека има промена на очниот нерв која не настанува преку ноќ, а луѓето зборуваат јас гледав, не знам, до пред некој месец, тоа е најчесто заради тоа што гледале со другото око, кое што е подобро око, отколку со ова око кое што било во толкава мерка оштетено. Значи, треба од време на време, и оно што е многу важно, дека можеби треба да се прават одредени домашни контроли на видот кај особи кои што имаат одредени ризични фактори, во смисол кај особите со глауком, каде е оштетен периферниот вид, за да се види предметот во околината, мора да се сврти глава. А кај око со нормален вид, ние имаме можност да ги перцепираме предметите кои што не се во нашата близина со аголот на окото без да ја вртиме главата. Така да тоа е исто така нешто што би можело да што можеме во домашни услови да си го направиме. Дали ни е добар периферниот вид, односно како гледаме. Да. И особи кои што имаат глауком со тесен иридокорнелен агол, секако и овие со отворен агол, меѓутоа начинот е друг, би требало да внимаваат на поголем внес на течности, во смисол исто така избегнување на храна која што е многу зачинета, заради тоа што тоа исто така бара дополнителен внес на течности, а сето тоа може да доведе до дополнително оптоварување и покачување на притисок. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување, за подробните појаснувања поврзани со глаукомот. Значи, не секој покачен очен притисок значи глауком. Да, точно. Треба да се направи еден убав преглед со проверка на очното дно и состојбата на нервот. Така е.
Пред да се премине кон терапија. Пред да се премине кон терапија. Тоа особено се однесува на глаукомот, меѓутоа кај сите офталмолошки прегледи, зборуваме сега за комплетен офталмолошки преглед, треба да се направи проверка на видот, треба доколку има потреба да се дадат соодветни, уште во тек на прегледот соодветни очила за поправање на видот. Јас секогаш зборувам дека ако некој е кратковид или далековид или презбиоп заради возраста, тоа сепак не е болест, тоа е една состојба која се решава и се должи и на некои други фактори. Меѓутоа, секогаш треба да се види очното дно и претходно да се прегледа пациентот на биомикроскоп и да се измери очниот притисок. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Ми беше драго и се надевам дека гледачите имаат некаков бенефит од денешната емисија. Секако. Ова беше почитувани се во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Се гледаме секој работен ден на Телма. До гледање.